ја прифаќам иницијативата за воведување на две нови награди. Едната за наградата Блаже Коневски доаѓа од најквалификуваниот орган и најдобриот познавач на неговото творештво, живот и дело, Советот за македонски јазик, а другата за господинот исто толку познат Ремзи Месими, доаѓа исто така од многу квалификувана институција, Институтот за духовно и културно наследство на албанците. Обајцата дури соработувале во некој период. Не треба многу зборови, ми се чини дека нема македонец, нема албанец, ама и многу македонци и многу албанци знаат и за Блаже Коневски и за Ремзи Месими. Се што направиле во литературата, во лингвистиката, првиот во македонистиката, вториот во албанологијата, ама и вториот во македонистиката и првиот соработувал со него, особено во преведувачката активност, се врвни имења. Значи, немам ништо против овие две награди. Имам дилема во поглед на следново. Министерката својот говор го започна со читање на законот, односно со читање на членот кој што вели дека, значи, наградите се доделуваат за државни награди, се доделуваат за оддавање општествено признание за особено значајни остварувања од интерес на државата во областа на стопанството, науката, уметноста, воспитанието, образованието и културата. Јас подсетувам, не пишува овде во областа на македонската наука или албанската наука, македонската уметност или албанската уметност, македонската култура или албанската култура. Не. Зошто? Бидејќи зборуваме за мултикултурно, мултиетничко и мултијазично општество. Ако се следи дикцијата на законодавецот, по мене, многу подобро решение би било во истиот дух да се продолжи со доделување награда, како што велите, по заштитата на човековите слободи и права, публицистиката, новинарството, тука да се внесе лингвистиката, литературата и слично. Зошто? Бидејќи ќе се согласите дека не ми е мене јасно, ако е наградата, не оди вие во закон да напишете дека да, овие двајца великани се синоним, значи првиот за македонскиот јазик и македонистиката, вториот албанскиот јазик и албанологијата. Меѓутоа, не смееме да заборавиме, во држава во која службени јазици се и турскиот јазик, и ромскиот јазик, и српскиот јазик, и влашкиот јазик, и бошњачкиот јазик, значи во сферата на лингвистиката врзана и за овие јазици, сигурно има големи дострели. Немам јас проблем со наградата, да, и бошњак, и албанец, и ром, и влав може да придонесе и да добие награда за развој на македонскиот јазик и македонистиката и уште поубаво, кога би било, значи, албанец за ова и македонец или некој друг за албанскиот јазик и албанологијата. Ама кога зборуваме за законски одредби, ние не употребуваме придавка што ја означува во законот, значи, пишуваме лингвистички достигнувања, јазични достигнувања, литературни достигнувања, не пишуваме македонско, албанско, турско, ромско, јазично достигнување или лингвистика.
Од тој аспект, јас молам да се преиспита колку е ова во согласно со членот 9 од Уставот, кој што предвидува еднаквост на сите, што значи во поглед на проучувањето и на јазиците, бидејќи тие имаат говорители, и на културата, бидејќи и тамо може да има врвни дострели, и затоа мислам дека не е добро да употребуваме придавки во законски текст. Да, во закон за македонски јазик, да, во закон за употреба на јазиците, да, ама зборуваме овде за државни награди, и ако дикцијата е каква што е, значи вие ја прочитавте, не јас, си вели култура, си вели наука, спорт, никаде нема придавка, јас мислам дека она што логично може да следи е лингвистика и литература, а кога ќе се доделува наградата, се разбира дека наградата Блаже Коневски ќе се доделува, така и ќе се прочита за извонредни, исклучителни придонеси во развојот на македонскиот јазик и македонистиката, а наградата Ремзи Месими ќе се доделува на лица без оглед на етничка, верска или било која јазична припадност за развојот и придонесите кон возбогатувањето, усовршувањето, негувањето на албанскиот јазик и албанологијата. Зборувам како правник, зборувам од номотехнички аспект. Не ги негирам наградите, но мислам дека во членот 1 не треба да стои придавка која квалификува за какви лингвистички, јазични и литературни придонеси се работи. Бидејќи тоа веќе може да асоцира на дискриминација во едно мултикултурно и мултијазично општество. Законите важат за сите, во сите области, никаде не велиме, дури ни кај спортот, дури ни кај забавата, велиме ние, но тоа е многу чудно, морам да кажам, вериме ние понекогаш, дури и во стопанството, затоа мојот предлог е, јас го изразив и на Комисијата за култура, дали не треба овде да продолжиме со истата терминологија, со истата номотехника како во членот 1, односно наместо конкретизирање македонски јазик, македонистика и албански јазик и албанологија, да одиме со неопределен термин, да одиме со лингвистика, јазик, литература, како сакате, не знам, а наградите се разбира, штом се работи за специфични придонеси, ќе се придонесува, ќе се доделуваат за придонес во точно овие области. Благодарам.